Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска Нина Ангеловска и Зоран Заев во пресред на изборите ќе не задолжат за нови 41 милион евра. Нина Ангеловска, министерката, со ниту еден проект откако е министер, што е срамота, за само 3 месеци ја задолжи Република Македонија за нови 200 милиони евра. 200 милиони евра одат во дупка. Ниту еден единствен проект не е реализиран. Вкупниот долг енормно расте, граѓаните се повеќе задолжени. Недомаќинското работење на владата и министрите во владата на СДСМ ја носат државата во амбис. Над 500.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата, а дури 2 пати повеќе сакаат да си заминат од државата доколку имаат можност уште веднаш. На листите каде што се рангираат економиите во светот од државите, Македонија упорно тоне и оди надолу. На Doing Business паднавме за 7 места, од 10 на 17 место, и тоа единствено поради лошите политики на владата и економскиот тим. Германските бизнисмени ни дадоа огромна нула за бизнис клима инвестирање во Република Македонија. Затоа сите странски инвестиции ја заобиколуваат државата. Од лидер во регионот по странски инвестиции станавме земја со најмалку странски инвестиции во регионот. Од лидер во регионот по новоотворени работни места по глава на жител станавме земја која заостанува за сите останати земји во регионот. Граѓаните, заради моменталната економска ситуација, се принудени се повеќе додат на работа во странство. Почитувани, лопови и криминалци не смеат да ја чуваат државната каса. Така и со владата и економскиот тим на Зоран Заев. Луѓе кои што мислат само како да наместат некој тендер и да украдат, не смеат да имаат пристап до парите на граѓаните, а најмалку да ги чуваат. Затоа и само се задолжуваме и се повеќе тонеме. Веднаш, после 12 април, отпочнуваме сите заедно, ВМРО ДПМН, Коалицијата за обнова Македонија и граѓаните со обнова на Република Македонија. Тоа е најпотребно во моментов и мора да се стави крај на целото ова неработење и хаос и мора да одговараат сите кои што манипулираат и крадат. Благодарам. Дали има прашања, повелете? Каков е вкупниот долг на Република Македонија во моментов? Вкупниот долг во Република Македонија во моментов има поминато психолошката граница и е најголем до сега. Значи, како што знаеме, изминативе години, наместо ветувањата да се намали вкупниот долг, како што практично и пред доаѓањето на СДСМ, односно на Зоран Заев и сите и Драган Тевдовски кој што си даде оставка, ветувањата беа дека ќе се намали долгот на Република Македонија. Од тогаш навака гледаме дека вкупниот долг само ја пробива психолошката граница и се повеќе се задолжуваме. Поминати се 5 милиарди оддамна, поминати се бројките од над 50% оддамна и сето тоа поради погрешните политики на Зоран Заев, на економскиот тим и на целата влада. Практично ние гледаме дека и нема како да се намали вкупниот долг, бидејќи единствено што правиме се задолжуваме, ги трошат парите и ништо не се реализира како проект откаде што ќе може да има бенефит за понатака да може да се враќаат сите оние долгови кои што ги прават. Со оглед на тоа што владата има реализација на капитал на околу 20%. Најниска во историјата. Да, има ли ВМРО дополна информација каде се парите кои што се земени со кои што сме задолжени? ВМРО ДПМН постојано укажува дека капиталните инвестиции се на историски најниско ниво и од она што можеме да видиме, преку сите задолжувања единствено се трошат за непродуктивни трошоци и како што може да видат и граѓаните, за жал, што ќе биде еден ден по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, тоа е после 12 април, предмет на истраги, сите оние тендери од државната каса кои што се доделуваат, кои што има сомнежи дека се местат, за кои што слушаме и снимки дека се наместени, за кои што, како што знаете, веќе и се повикува и новинари за снимки кои што ги објавуваат за наместени тендери, барање провизии, се повикувани на распит. Најверојатно тие пари одат во џебовите на лица од власта, на функционери од власта, во нивните фирми, во нивните семејни фирми и на некој начин се испумпуваат од граѓаните. Но како што реков, кога ќе се врати правната држава, сите, ама баш сите, тендери каде што се испумпувани државни пари и сите сомнежи за било какви коруптивни, криминални афери и скандали ќе бидат предмет на истрага за конечно да се одговара. Други прашања? Изјави дека преговари со помалите албански партии за евентуална
дали и вие преговарате може? Видете, едно е да преговара, друго е да се пазари. Ние наназад изминативе години видовме дека Зоран Заев не преговара, туку кај Зоран Заев се има цена и се му е на продажба. Така да верувам дека он во моментов не преговара со помалите албански партии, туку он се пазари. ВМРО ДПМН, како што рековме наназад, изминатиот период има средби и коректен и конструктивен однос со сите албански партии и сите оние кои што ќе бидат на иста линија со визијата, програмата и планот за обнова на Република Македонија, за конечно оваа држава да тргне напред како што треба, а не да тонеме, ќе има простор да се преговара за коалиција после изборите.